Приказната за најбрзо растечката марка во Европа започнува 2018-та, токму во моментите кога Seat се извлекуваше од кризата во која западна заради тоа што Volkswagen му ги ограничуваше развојот и производството на кросоверите, кои тогаш офанзивно го освојуваа пазарот. Идејата што ја лансираше Лука де Мео беше перформансното семејство возила кое се пласираше под ознаката Купра да се издвои како засебна марка. Целта беше на новата генерација млади купувачи да им се понудат возила кои се поинакви од оние што ги имаат нивните родители, нешто што ќе ги разликува од другите, ќе изгледа сјајно и ќе се вози одлично. Така рецептот за успех да се заигра храбро на картата на оригиналноста и перформансите стана приказна која ќе влезе во аналите на автомобилската индустрија. Реакцијата на јавноста беше бомбастична. Купра за неверојатно кратко време стана сериозен пазарен играч и звезда на концернот, чиј сјај вистински го изгланца Вејн Грифитс, откако де Мео го напушти Seat во 2020-та. Првите модели не беа нешто друго, освен спортски изведби на веќе постоечките Атека и Леон, но дека предстои стреловит раст, најави Форментор, кој 2 години по појавувањето стана најдобро продаван модел во гамата на Купра и Seat заедно. Јасно беше дека купувачите нема да останат имуни на атрактивната и добро осмислена понуда која се прошири и со Таваскан, Терамар и електричниот Борн. Тие со својата појава, сила и целокупниот настап покажаа дека се подготвени да ги разгалат душите на љубителите на автомобилите. Заводливиот атлетски дизајн на шминканата каросерија, спортски облагородената внатрешност и богатството технологии и станаа мамка за воздишките на сите што имаа доволно пари да го платат сето тоа. А такви имаше многу. Во очекување на новиот Равал од Шпанија пристигнаа вести дека Купра веќе продава повеќе од Seat, што навистина е фасцинантно за само 7 години постоење. Интересен факт е што и двајцата нејзини поранешни менаџери комплетно го напуштија автомобилскиот бизнис. Де Мео премина во светот на луксузните производи како раководител на компанијата која поседува брендови како Gucci, Yves Saint Laurent, Boucheron и други, додека пак Грифитс се зафати со лансирање сопствени ексклузивни алкохолни пијалоци.